Здраво, драги гледачи, добре дојдовте во едно малце поинакво издание денес. Знаеш како, обично со песна почнуваме работата, ама пошто со рапери не можеш да запеш, а му велиш да рапуваме, не икјат, ги имат забораено песните изгледа. И сега рековме ќе правиме муавет за една поуба работа, а поубата работа е, шо е уствари поубата работа? Филм. Скроз. Раперскиот филм си го терате и на крај и го направивте филм, човече. Го снимите, Шу. конечно. Шу, како се вика филмот? Филмот што си го живеевме, филмот и си го снимивме. Убаво си направивте. Насловот на филмот е Како плачат улиците. Значи не е само рапот и музиката не е единствена ниту централна тема во самиот филм, туку во една од темите во кои што се разговара во филмот е и социјалниот аспект на едно поинакво живење пред години кои што и ти сигурно ги паметиш, си дел од тоа време, ти си наша генерација, да, но има се застапени некои мотиви кои што овие денешни малку поинакви генерации ќе забележат некоја разлика во живењето од, да речеме, од доцни 90-ти, рани 2000-ти, некои години од почетокот на 21-виот век во кој што ние бевме сведоци, создававме, творевме еден поинаква музика и живеевме еден поинаков начин на живот, како што самиот кажа, живеевме, си создававме некој поинаков филм и мислевме некако таа идеја со текот на годините созреа тој филм и самиот да си го документираме во еден запис. А идејата, иницијативата за да создадеме еден таков наш пред се личен спомен е на Генго, кој што по едно 2-3 години пред да почнеме да го работиме филмот, самиот при секоја наша средба често се среќававме, вика дај вика нешто да снимиме филм. Секако песни не снимаме. Така, ама мора некој да запни. Секако нема песни, барем дај нешто да снимиме за песните. Има една поговорка која вели има периоди во животот кога се живеат моментите и има периоди кога се раскажува за доживеаните моменти. Значи ние дојдовме до некој стадиум, иако сме релативно млади, да раскажуваме цело време за нешто што сме го живееле. И таа иницијатива Генго никако не кеше да се откажи, иако јас и Дексо како тај другиот месец, година, зафатени, знаеш, имаме. Абе, работа е. Не, реално е голем подвиг, голем зафат, кој не можеш да го почнеш и работиш и ти на различни полиња кои што се дел од продукција и аудио и видео и музика. Покасно сфативме колку уствари голем зафат е. Да. Тоа. И јас и Дексо конечно се нафативме, тоа беше првиот кадар на 6 ноември 2024. Точно имаме година и пол од првата клапа, инаку ние имавме, ја разработувавме таа идеја месец-два порано и на 4 април, значи имаме уште неколку дена до самата промоција, до премиерата на филмот во Центарот за култура, во големата сала е конечно премиерата на Како плачат улиците. Божи ми очи, значи ова беше првиот муавет што му направив на жената кога видов сторито. Викам, шо му има текнато, пошто децата денес немат појма како беше тоа. Тоа е темата на филмот. Сами ние не знаевме како беше на нашите времето, ама ги слушаш приказните. Денешно време многу нема ни приказни, нити па има филмови за тоа време. Барем кај нас нема. И многу ми се бенди со идејата, му викам, знаеш шо, и јас ќе манаме филм се она. Ме фати поттик се оно. Има поттик, да. Кога размислив колку имаш и за тебе филм снимање, има. Си викам, знаеш како, прво дај песните да си ги избам јас, што ми киснат во компјутерот 100 години, после ќе думаме за филм. Ние песните ги оставивме што киснат во компјутерот уште долго да киснат, на филмот директно се префрлихме. Маринирање, нека се маринира, кога ќе созре. Помина на двоцифрен број на години внатре, веќе и Дексо продуцент беше внатре, ги остави кизни какви папки пајажи на фатија. Да последат малце што. Вече фати човек со аудио, па со видео, па за исто уствари сите исти опат го врвиме на крај. Да, сите истата мака има. Најмногу се откажавме да снимаме заради продуцентите, не ги вадеа песните. Кој од кој? Тоа е реален проблем. Така, значи не е ова Дексо јас или некој кај кој сакаш јави се. Да, ќе направиме. Синоним за продуцентите тоа ќе биде. И тоа ќе тера години, пошто сите земаме поголеми залаци од што имаме да баравме некое совршенство што мислевме. Песната дури не е совршена, не е излегла.
И После си не викаш, излезе стана. воопшто. И не. не Видео излезе баре воопшто. совршенството на крајот ќе јас имам една песна таква Тетрис се вика. И уствари е онака направена контра овие трап музиките нови што зазема едно време. Тогаш кога зазема е направена. Да. И преака е песната. Дури Тетрис си купив, планирав за спот ова, она нешто да онаквам. И ето. Не е важно дали се споделило, битно Тетрисите стојат битно дома. работела креативноста, кај тебе во тој Песната е на момент, така, компјутер, да. готова е, не Си ја дека знаеш. не. Ама спот требаше да му се сними денес утре, ова се деси, она се деси. Помина времето. Тоа беше 2016-17. Сега сме која? 26-та? Точно 10 години Уште ще малку. уште малце Имаш. 10 години Имаш, ќе Се направи. врши, да. 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 Здравие Боже, ќе изваиме. Да. Него ти брат кажи ми шо ти текна од кај излезе таа креација? И јас не го знам ова. Да мани Од кај ти излезе, брат? Сам да мани те, не да мани. Идејата во секој случај е многу време. Полке време имав идејата, ама не можеше да се оствари ако не се нафатеа. Знае дека треба да дојде правилно време, а Дексот веќе подолго време се занимава со видеопродукција, по-конкретно и по-професионално веќе последните години, а моравме исто да ја искористиме за енергијата на Кичу, пошто Кичу ја има истата енергија, Убава уште комбинација. како бевме тинеџери, и некако така си дојде по себе, по природен пат тимот да се направи. Баш сум многу горд, и обично кај нас во рапот така, баш како што зборавме, почнуваат работите, а никогаш не завршват, и дури сум донака преизненаден, не ми се верва дека заврши, бидна дека работа. имаме целосен Свака. производ. Преако. Не, имавме во текот на работењето на филмот во ова година и пол, да не се разбереме дека ние секој ден на филмот работевме. Имавме многу падови, кај што имавме паузи, леле кога ќе биде, дали ќе биде. Значи се имаше, се случуваше Кажи колку пива имаш испиено. Тек, дури много, работеше на много. монтажата на филм. Значи има, знаеш кога монтираш и ти Сокче од јачме. си го зачувуваш и ти стои сатот кога е зачувано, стануваш други ден гледаш 4:55 сабајле 5:10 се зачувано стоело. Најмалку поеднаш ги сонвав сите што се во филмот, значи ти излегват на сон. То беа како несвесно си го мачиш мозокот. Знаеш дека вреди, ама мозокот те моли да одмори малку, за другиот ден да продолжиш, а ти му даваш отпор и цело време како па тука проблеми со кочење, со експортирање, со паѓање на Стандард. програмите, па не си зачувал. И монтажата траеше релативно долго, тоа беше негде 5 до 6 месеци со се овие завршни фази кои што ги имаме сега неколку дена пред самата премиера, значи уште не е готов. Конечна верзија Дексо треба да ни Дур донесе. не пуштат плей таму, не Не, е готов не, проект. не. Тоа е стандард. Да, па имаше откако снимавме некои 3-4 месеци, па откако достигнавме кој да почни. Филмот извадовме материјал околу 15 сати. Значи имавме околу 40 на артисти кои што се директни учесници во самиот филм. Многу време требаше да обезбедиме архивски материјал, тоа е спотои, имаме настапи, кај се концерти. ти? Значи ние самите себе, иако јас многу детално ја сум ја следел од секогаш хип-хоп сцената во Битола и сум запознат со сите настани, ја во голем дел од нив и директно сум бил вклучен. Дури кога почнав да монтирам, се изненадив колку многу богата сцена сме имале ние, колку многу материјал имаме, колку многу албуми, фестивали што сме ги организирале кои што си ги заборал, едноставно не се обрнал внимание, и сега кога почнав да прибирам материјали од учесници, од нешто што е прикачено на интернет, си викаш дали ова се случи во само некои 10 на 15 години што ние ги работиме во филмот како централен период што ги имаме. И греаота да не е документирано во записи, мислам дека и да не допри до нас нераперска публика, сепак за нас ние кои бевме артистите во таа рап сцена ќе значи многу. Значи ова е еден многу драг спомен и навистина соодветно на самиот наслов, нашите стихови навистина еден убав период беа плачот на битолските улици. Скроз, многу ми се бендисва брат и ми е мило што бидна работата, што се направи проектот и небитно кој ќе го гледа. Така. Битно е дека вие овековечивте еден дел, еден период од младоста наша. Точно. Што Тоа е наша младите заедничка денес, младост. да, така. младите денес не го знаат се уште. Може да некојаш ќе го знаат, може да не битно. Не бива. Не верувам Нема. дека такво време ќе се повтори. Нема шанси. Ама многу ми е јако брато ти рапот како и сите
други жанрови што биле, не знам, рок излезе музика, па таа беше демонска музика, па метал излезе, па тој беше демонски, па рапо демонски беше, знаеш, демек не чини ова, она за младите. А уствари, колку деца има рапот изваено на прав пат, тоа е не се опишва со зборови. Го имаме како тема во самиот филм, и како ти го промени животот, имаме многу добри одговори имаме таму. Немам гледано филму и го сетев. Да, го сети муабетот, дека тоа сакав да се надоврзам напред, дека не е стриктно музички филм, не збораме само за песни ние. Збораме како нас ни го промени животот, како суштината е каков правец ни трасира самиот хип-хоп, самата урбана сцена и тој начин кој што го живеевме ние, генерациите кои што за жал повеќе ги нема. Реално ние со нашите родители сме многу поблиски генерација отколку ние со овие кои се родени после 2005-2006 да речем, кои што денешен аспекти да објаснуваше многу чудно, се те гледа како марсовец. Да, 2008 роден, 18 има. Шуе бе, вика тоа, нема шанси тоа да го имате така праено, знаеш, така да имате. Преако. Да, реално оние кои што од денес ги гледаме како Генго, како Дексо, кои што од буквално да речем условно кажано нашето време, на вистина дека се овие личности што се денес благодарение на рапот и на групите на самиот креативен начин на живот кој што ние во тоа време мислевме дека е единствениот начин за да можеме да се изразиме, за да бидеме креативни, за да можеме да се трасираме собствен пат по кој што денес ние гордо чекориме. Ние имаме крената глава поради тој живот кој што го имавме во тоа време. И до ден денес ни е наша прва лична идентификација покрај името и презимето. Да. И тие што те знат како најмногу дел од нешто. Најмногу поради по име некој прекар и така. Многу е важна припадноста, некаде да припаѓаш, знаеш, ако си знаеш и Дексо беше во поетика и тоа е лична припадност, знаеш, поетика да ти биде дел од твоето CV во животот. Тоа многу значи. Не знам дали ја забележуваат разликата оние кои не биле дел од тоа, знаеш. Иако си има континуитет во филмот е направен континуитет и хронолошки со мегабајт со првите на пример 90 да речем првиот допир тој што е рап, што е рецитирање, иако како хип-хоп после како цела култура после иде заедно со Битола Кру и со Сив Дом, ама има континуитет па до ден денешен. И да се заокружи една ера, да речеме, ти сепак е значајна работа да дефинитивно за не знам, се надевам дека и по 70 години ќе има нешто да се снима филм пак. Ќе дојдеме како публика тогаш. Нема можам да монтирам на 90 години. Остај ти, тоа ше јај ќе ти монтира и му речи слушај. Извај ми овие сцени, ова тргни ми и ќе си тргате. Не е период за подценување, на пример, не знам, Генго најпрв има снимено песна тука пред точно 23 години. Че не е период што треба да се подцени. Тоа 2003 година има песна. Првата негова песна. Тој има албум пред 20 години снимено. 27. Кај да времето ве чичковци станавме. Не се осеќам нешто многу стар така. Не се осеќаш стар, не се осеќаш стар, ти си почнал многу мал. Значи, возраста е многу специфична кога ние го почнувавме. Првото студио на стиховно војување е изградено 2008 година кога имавме по 16 години. Студио беше како дом, како куќа да градиш. Ти кој може денес на 16 години да земи да зида студио? Ние буквално го градевме, го зидавме, значи од кабина, од покрив, од под првиот компјутер, значи то во филмот го спомнувам кога го купивме ние како стиховно војување заеднички, јас уште дома немав компјутери. Првата моја сопственост на некаков компјутер беше тој во студиото кај што беше еден вид на како ова што ти е тебе дом во твоето студио. И сега ова ние го создававме на 16 години. Значи денес можеш споредба направиш. Тоа е убајната бе брат. Тоа е борбата што си ја имал за постигнеш. Јас компјутер си купив, значи пази, брачет ми бе кај нас фамилијата, брачет ми уствари прв влезе во рапо со Слимо ако ви текнува. Кој ти брачет? Никола се вика. Брачет ми не се сеќам како му беше името. Има неколку песни, нема многу направено, ама тој имаше компјутер и кај него имаше некои програми, тогашни некој ремикс, нешто, појма DJ5, Fruity Loops, тие некои. Reason, после и Reasonот ја имаше исто.
Јас дотоаш немав нити компјутер имав, нити знаев продукција што е. Кај ќе знаеш. И го гледам Кој ти пробва кажа? нешто направи, јас музичко учев, знаеш. Да. И на тастатура се свиреа. И пробва нешто, бегам, викам тргни си, му го испирив. Вика, ај, Преако пробај беше. ова, ај, она, и мене ме навлече, и јас почнав да онаквам. И тек си купив компјутер, трета, четврта, мислам дека четврта бев средно. Што значи до тогаш, кај Владче снимав пример, ќе направив нешто кај брачет Миќоев, кај Владче да снимам. Ама деначен аспект тоа е подобро што си го одбрал потрнливиот, да речам, за да стигнеш до нештото. Што сега ти денес запиши се на факултет и утре вечер на тие дипломата и чао и си дома. Да, бе, да. Баш е доловено во филмот на патешествието што мораше да го поминат сите за дури да снимат песна. Пример кажуват, значи Тоа е тоа. микрофонот висеше од люстерот, немавме кабина. Скроз. Ние баш од мојата група кажува Јовче, снимавме во шкаф. Легвавме Како во шкаф. кабина? Нема поја. Денес А импровизирај Ако кабина. немаш во шкаф снимано, немаш снимано. Кај брат. ќе ти текни на 15 години То моја. пак звучеше за нигде, ама Дема мислиш врска. дека правиш Да, нешто, Нема дека врска, брат. дури да стигнеме до профи студио, значи години помине. Кај мене проблемот беше од кога си купив опрема и од кога ме ограбија еднаш па си купував наново, се селев многу низ Скопјето, по становите со факултето. Имаше стан што беше ненаместен. Как што сакаш намести, ки има хал, па последно да е, разбираш, да звонат зидоите. И плакар еден, отворени вратите, кебето преку него со штипки фатено на 200 местоти тежи. Така. Натре лишта напикани, пикна темница, појма немаш што се дешава и снимаш. Изолација. Ако немаш така снимано, немаш снимано. Знаеш што е најинтересно, тоа го имаме разговарано многу пати. Кога направивме профи студија, ако се снабдивме со прејака опрема, ако се усовршивме во продукција, престанавме да работиме. Така е, брат. Значи, кефот е кога ти фали, кога го немаш нештото, Кога се бориш кога за- се бориш, имаш копнеш да го оствариш. И сега ти зедовме преака опрема, значи ние создадовме стихов навојување, продукцијата беше реално многу скапа во тоа време. Се поретко, писти се поретко, ама тогаш и целата сцена замира и ти Така е. си дел од тој процес, да речем, на однесени со Баш цело виорот. време се стремевме да имаме подобро студио. Да, Кој тоа е многу имавме, интересно. Згасна се. Да. Не, од кој имавте подобро студио, почнавте пари да правите за други и се ајде да направам за ова, ајде да направам за оне да И снимам. друго почнуваш да работиш и се толку. зафаќаш со вајда. други онак. Јас пример мене еве така ми стоат. Значи се што треба да имам. Песните се готови, ама ќе се јави некој дај да снимиме спот, друг Даваш песна да предност на направиме, друг, да така, и си велиш, да. дај сега особено сега фамилија, знаеш, дечиња, ај ќе речиш дај да заработам јас и си стојат песните. Да, Ама ќе така биди си, некој така ден. си. Здравје Боже, ќе биди. Него Дур не кажете црпни ми хардискот. Да. скроз. А и то бива, брат. Ова што Песните го немаат ќе рок сакаш, на траење, можат да се извадат било кога, да. Тоа е многу јако, брат. Значи, тоа ми е многу фасцинантно колку музиката може да го победи времето. Еве, пример, Апсолутно. тоа го зборавме со Сефедин. Ми беше гостин, Сефедин Бајрамов изваде песна Прстен за неа пред 10 години, Хит колку има стана пред 15. скоро време, да. Сега хит стана. Да. Да. Значи, Многу јака помина песна, тогаш, да. така, помина, мислам, окей, супер песната, ама не сега од нигде никаде, излегвање, и стварно преака е песната. Брат, тој текст, Ја не знам испее кој го има еднаш напишано, тука, тој врв е текстот. Мислам дека Валентин Соклевски. Тоа е Тоа е да. по тие текстови Да, таквите. да. Вага се, кажете ми, од прилика знам што работите, ама да си кажите сите кој како и зошто влезе од хип-хопот во тоа што е сега, на пример. Дексо ќе кажи. Дексо ќе кажи? Па, Добро, после кај генгот него ќе беше, кажи. кај него беше природно. Така, да. Баш и во филмот кажува, Микичо исто кажува, дека баш се завршува со рапот музиката. Со рап музиката. Така и почна, значи јас ова сега што го работам, овие другари што ги имам, се буквално ми го даде рап музиката. Значи сега работам со видеомонтажа и снимање. Почнав поради тоа што немавме пари да си снимаме наши спотови. Видов, не видов. Си научив. Така се почнува. И до ден денес тоа го работам. И значи јас кажувам дека сега сум благодарен само на рап музиката за се што имам во животот. Мене да од кажеш? партија ми среди. Го чекам да закачи нешто, го чекам. Преако. Од кога Не. си ти, брат, тонец? Мајта, Во настрана, не животот. сум тонец. Јас Не си сум тонец? Како По потреба е. IT вработен. Ај ти ваму, Театар. ај ти таму. Ама сега работам буквално на IT, оти сум моментално на набавки, таму фалеше човек и таму имам земено и таму сега в театар работам, се што му треба му набавам, дали за
сценографија, дали за костюмографија, за се канцелариски материјали, се што треба. Значи кој треба И набавка кај тебе. работно ми е, да. Баги работно ми е во последно. Затоа Ама има добро менаџерски способности во филмот, така не менаџираше цело време. Добро е, има работа. Значи тоа е што беше овај во Вутенг продуцентот во се викаше Рза. Рзата. Што беше Рзата, ве собрај ве тера, Тоа, ајде, тоа. ајде, ама сега Мора тако, ајде. мора тако. Година и пол шеф е му велам, Да, му се обраќам, веќе и навика ми стана. Некој мора и шеф да. Јас сега од кога ставивме ова влама, не толку, мислам, можам... Не ми си поќе шеф толку, од Да, после да 5 не април, бидам поќе пензионираш, шеф, да. скроз. од 5 април Веќе не мора да сум ми бидеш веќе онака, шеф. Веќе сум за пензија, иако мислам дека ќе Во снимаме хибернација уште ете, нешто. не мора во пензија. Имаме материјали. Јас да ти кажам Снимаме право уште планирам дур претам да снимам, не знам оти, ама така ми делува. Дури знам од прилика и стилски кај ќе се движам натаму негде, ама ќе видиме, не мора Тоа значи. фали кај нас. Си го правам филмо јас. Оти дедо ми 102 живееше, рачунам баре 103 да фатам и Дај Боже. си го терам филмот. Да. Дур прета работата, ќе знам да прицнам ментер за разлика од постарите генерации и се снимам. Не треба е многу. страшно. Колку Ама тоа. и целта Што мислам, правам јас? на филмот, што го направивме, е пак обединувачка и да спои некоја нова енергија да се разбуди. Дали ќе биде тоа кај помладите, мислам, пред се кај помладите треба да предизвика таква енергија, ама и ние може да се активираме нешто поќе, зашто да не. Оти да не реши. А и Кичо да ни каже, мислам дека малце тоа се каже, може да ни каже што И работа. се нешто така. Што освен што го монтираш Шо прави? филмот, што правиш брат, ја не мисли. Не е лошо, брат. Дилема што правам од кој ќе заврши филмот. Сега, Ке ти нема. се баталив само на филмове, ангажиран. Кој ќе заврши филмот, работа да ми најдите. Не, исто како кај Тексо, што кажа, се што правам во животот некако во позадина стои рапот. Значи, како, од кој ангол да ги гледаш моите успешни и помалку успешни животни подвизи, секогаш некако заслугата ја има рапот, секогаш сите контакти кои што ми се оствариле и кои што ми се важни до ден денес ми значат, се создадени некако благодарение на рапот. Значи исто така најдобрите другари ми ги подари рапот, значи јас до ден денес сите ние кои што сме блиски, што сме соработувале некогаш, што се дружиме, сме благодарение на рап музиката и со гордост секаде изјавувам, кажувам, не знам дали е за пофалба, ама мене ми значи и ми е многу важно дека сите сме тука во Битола и никој не е иселен од Македонија. Значи сите до ден денес се дружиме. Значи многу е интересно што вака што контактиравме, што снимавме со учесниците, дели не се во контакт, биле во група, се скарале, си селиле, заминале ваму таму, ама и многу ни пуштаја материјали од диаспората, од кај што се иселени. Моето друштво сите сме тука, знаеш, и се е тоа благодарение на рапот и до ден денес ние си евоцираме спомени како сме живееле, ама и ова денес што го живееме се надевам дека ќе ни биде спомен за во иднина. Играта со зборови која што има доминантно во рапот, мене некако од секогаш ме провоцираше да почнам и со истражување на македонскиот јазик, што ми стана и професија во животот, сега работам како лектор по македонски јазик. Сум лиценциран лектор и сето тоа што го работам поврзано со книжевноста, автор сум на 5 книги, значи почнав да пишувам книги, благодарение Што не го знае. да, благодарение на текстоите што ги пишев, почнав да читам книги. Мене така ми се разбуди желбата да читам. Јас во тие некои средношколски денови кога ти сакаш да напишеш нешто, те испровоцира да прочиташ нешто. Да знаеш како да му после пристапиш. сакаш, да, и покрај поезијата почнав да пишувам и проза, почнав да истражувам историја, почнав да се занимавам воопшто со книжевноста и тоа ми е денес професија. Завршив македонски јазик и книжевност, па станав лектор, па после почнав да работам и видеомонтажа, исто така благодарение на спотовите, на песните, почнав да работиме и сценарио и режија, се е тоа благодарение на оние некои детски соништа, најчисти кои што се во тој период, кои што ние сакавме да се реализираме себе си како личности. Колку успеавме не знам, но сепак тој креативен пат кој што го водевме од нас денес создаде некои здрави личности кои што сепак создадовме некое поле кај што можеме да се изразиме и мислам дека барем во тој дел сме успешни. Браво. Да ти кажам право и успешни сте. Да. Јас се сеќавам сега скоро. Нас не значи сега. Кога правевме муавето за емисијата
и баш си се враќав кај последно се дружевме негде, онака се враќам филму и ми текна дека уствари и награди имате организирани. Хип-хоп награди 2 години, Васко беше организатор на тие Да. хип-хоп награди. Ја. 2016 и 2017 година, да. Поздрав до вас. Поздрав до сите. Најако сега ќе види Огнен да се појави од некоја страна и да влези во приказната и тој да почне да кажва и да тропа тука да направиме некој хаос. Ама Да. пошто е Скопје жене тие, не го гибаме. Абе Битола беше до вчера, вратене. Вратене? Вратене, ама денес да не си оди, не знам. О, се вратене се јаве. Се не знам кога ќе се Вчера имитува вратене требаше да денес. се видиме, Некој да, денот кога ќе се Не, емитува. јако ке Ама може да му се јави. Не, ми се сврте камерата. Шо да му се јави. не јако ке од нигде никаде. Одма ќе му се јавиме, брате. Многу не ти му звони Јако сега? ке беше. Јако Јако ке вчера не ми беше. крена, нема ни денес да ти крени. Кој што знае да ми се јави и тука сум пред куќа. Да. Да се јави се се пријавиш. рече и тука сум пред куќа. Може и сега бе. Јави му себе на спикер Клајго шо на емисија. Иначе Ајде, брат. и Огнен работеше во телевизија. Го има во кај што филмот сме. и Огнен. Го Застапен е видов, доста. го видов. Него ако не оклеш, кој ќе оклеш. Тој за сите ќе ти Тоа е раскаже. значајна алка во рап музиката во Битола. Че се дали ќе ти крени е прашање. Сериозно мислите дека ќе ви крени? Абе, не спи ова време. Не верваме, ама Спи ова време. Може да е пак на. Преќе ми пиша, море с ношти и денес. Аз вежбане многу, а? Ова време да вежба? Ај, Ќе крени почекаме. море. Ајде да ќутиме дори не крени Огнен. Не, ќе ти се јави по 3 дена. Еј, брат, ме Си ме бараше. барал. Преако. Доминус, во старото уметничко име. Доминус, човече. Да, демек доминира. Јас само рап имењата ги имам, не диџеј. Мора Огнен. Ако не Сега крениш од ми филм, Да, ќе да. ти Го избришаме мана? да знаеш. Со се партали. Брат, немаше смисла. Како за немаше? Титаник Не му крева. награда, Ој не крева, шо не крева да Не, а? очкртните од филмот. Кој? Ири. Немаш. Тоа уште од старт. Глупо беше. Мгм. Ајде, за филм зборавме нешто. Да го Ајде. очкртните Огнен од филмот не крева. Се го чкрапни ме вака. Не страда не дојде да пушта музика, брат. Ќе дојдеш ти? Ќе дојдеш Ќе ти? ви биде диџеј? Да, бокс бите Не, роба. шубо. Да. Не, и тој енциклопедија. Да најавиме нешто така во врска со настанот на 4-ти, Може, да. од Убаво што 9. ти текнат, јас ти Да, заборав. да, оти Си се ќе зазборваме. забораваме. После ќе се вратиме на старото време. Значи 19 часот во Центарот за култура долу во фојето ќе имаме да речеме вид на хип-хоп дружба, ќе имаме диџеј сесија од Бокс Битер Огнен Димовски. Што не крева телефон. Што не крева на телефон, ќе имаме цртање на графити, ќе имаме пијачки, тука ќе се подружиме 1 сат онака рап дружба да си направиме и во Фаќате сите сегменти од хип-хоп. апсолутно во филмот се е застапено. Во 20 часот почнува премиерата, значи проекцијата во големата сала. Негде околу 22 часот, значи да заврши филмот, се префрлуваме преку улица во Камарите. Таму имаме хип-хоп вечер, наша забава. Значи целата публика можеме да се пренасочиме таму и да се дружиме до дури не избркаш. Че, малце, колку време трае? Па сати 40 некаде прилика. Добре, Да. добре, реков ти кој кажа број, не ме бива математика, музичкучев. Не мора да пресметаш ништо. Да, 10 и пол сато 10 сме завршени со филмот. 10 сме завршени, ама јас да ти кажам AMPM ова 22, 27, 18 добро. Во 10 сме завршени, сме одиме Камарите, значи целата публика колку што не собира таму, ти може да не собери ако сме. Може, брат, Да, може. гледај ти прв истрче да влезеш, ќе не чекаш натаму. Гратиси нема на билетарата си. На луѓето. да, во билетарницата во така. Центарот за култура 200 денари е картата, една пакета цигари, За значи 200 денари, ако 200 барате денари. гратиси, ич идете, како да ви речем сега. Сакав јас да го кажам, а Нема- поарно нема ти што го смисла. кажа ова. Поубавно не да излези поарно зато. тебе да излези. Шо муави. И можете да си купите, ако немате време, меѓу 4 и 9 попладне билетарницата е отворена кај што можете да си купите карта. Ако не, можете во ова време да стигнете, физички да си купите, онлайн на веб страницата 3D Кино Битола, многу лесно, си резервираш таму влезница, ти стигнува на мејл дека си имаш резервација и си идиш на 4 април со карта. Да. Технологија? Да. Технологија. Да. Скроз. Преако. Да, бројот на влезници е ограничен, значи не може и да снема.
Дај Боже. И тебе не ти се веруваше. Јас ви направам. Дај Боже. Не. Се јас во смисла дај Боже да сакат луѓето и све. Да, битно. Се јас да ви направам ко 50 на Джарул, што му Што направам, му да направи? ви купам првите 6 реда. Празно да ви салата. Да. Има некој нека ги купи. Нема нешто да ни Се пречи на согласуваме. тоа. Нека ги купи. Преако. Кава на страна, ама мислам дека овој филм ние го направивме од скроз други побуди. И мислам дека битно ние луѓето што сакат и биле дел од тоа време да видат, да се подсетат на тоа време и да осетиме една енергија нова. Скроз колку души има Околу учесници? Околу 40 на. Маша. Да, имаше, многу контактиравме, ние сакавме да ги испочитуваме сите, да речеме, Да, оние кои што оставиле првичната- некаква трага во Првичната идеја, сцената. значи, беше да бидат сите дел. Сите што снимале некогаш, ама домашниот ЕСА, пошто на пазар не излегва. Ко стигнавме до 14 сати материјал, 15 негде нема. доста захтевен процес за обработка. И бевме сигурно. благодарни што некој ни откаже. Да, и донесов Или фала Богу. О, кај ќе одевме че. Донесовме одлука да не снимаме поќе нови интервјуа, пошто Дури имаше немаше некои идеи, да стигнеме Два дела да направиме, има доста материјал, има многу што да се каже, ама за да личи на филм мора да е малку компактно и мора да го издвоиме сепак со некоја позитивна, накај негативна селекција, ова тргни го, ова нека се задржи така што Ме интересира доста процесот на барање и на договарање, снимања, како ви помина. Оти мислам јас, досадвавме со генго по луѓе. вака кога ќе викам луѓе за емисии, тешко знам е. како Тешко, ве тешко, процес. сад, тешко. а тие јас ќе појдам. Тој ги вадеше камерите, да ги само собериш ги местиш. луѓето, мислам, онака тешко е, па. Заедно Знаеш, така да имаш- бидат уште Охо. потешко. И има интервјуа кај што мислам кај што се заедно собрани луѓето, ама има интервјуа кај што сам по сам. Ти викам во успеавме да група, ги заедно не се виделе договориме. 7 години. Брат, ќе Не снимате, пратнува. кој број, нема имаш од него број, ти треба му даш број. И имаше да закажи, да се договори, па да вика, абе ми испадна нешто, батали, не снимам. Некој од старти вика, не сум за, не мислам дека имам нешто паметно да кажам, не бев нешто многу активен. Имаше од странство, за жал имаме така неколку мина иселени од Македонија, па требаше да ни испратат материјал, не се случи тоа. Инаку имаме од Америка и од Австралија наши Иако мислам соработници дека кои ќе испратат заради материјали. периодот во кој не се дешаваше ништо така, имаше летаргија доста време и мислам дека може и не ни верваја дека може Да, дека да, се да. заврши. Ама мислам дека успеавме Јако. значајни личности онака да успееме да ги договориме, да ги снимиме, да добиеме еден квалитетен материјал од Битола Кру, од Сив Дом, од Мегабайт, нешто ние онака. Имаше, мислам дека не бевме многу одбивани вака. Напрсти се броја, тие кои што ни значеа не одбија. Значи, Види, има луѓе што за чудо некои се срамат од таквите. Да, од да, таквите- да, имаше, не имаше. само од Да. хип-хопот и пеачи, Ами општо поминато што биле ми ова, ти порано. вика, Да, се, да, ај, да. кој ќе се замара Абе се. сега доктор Сум, знаеш тогаш што снима. Не ме замарај се со тоа Избришани време. ми се. Абе, Некои тај се искрос оттргнати веќе, Да. тој избришано му е да речем. Да. Иако во смисла тие што да речем луѓето не дека некоја да бидат дел имаше дел што сакаја да речеме да бидат тие што сакаја некако природна селекција, тие што сакаја и се во филмот да речем, освен неколку исклучоци. Ама тие што се што сакаја да бидат дел се. Во секој случај гледавме да излеземе во престрет на сите, значи Да, ако не бидат 100%, 85 се опфатени од артистите од Битола. А самото снимање дека како се одбиваше вака кога ќе појдевме на снимање. самото вака, снимање. На Тоа тие ме што интересира. успеавме да ги договориме. Тие таман ти успеат Не да знам договорат дали и ти му беше велеше напорно. не можам јас. Не беше? Не знам дали Не ти беше беше напорно? напорно. Не, монтирањето е Што понапорно знам, беше. ама. При крајот веќе да, некако веќе премногу артисти, некако некои муавети веќе почна да се Се повторуваат. вртат муавети. Ти горе тие долу се, истата Па се прика, случва забораена Горе батеријата негде од апаратот, па сталакот во некоја кола остаен, па враќај се. Тоа е си, стандард, тоа не може без тоа да Беше Во малку секој исцрпувачко случај, така. Те води оно, ти кефуе горе. Сакаш со дрон да леташ, заврнало, па си снимил новогодишни амбиенти, монтираш во јуни, викаш бегај ова да снимиш еден дрон. Нешто фајлови ќе се изгубат. Фајлови нешто- се губат. се избриши Имаше, проектот. имаше Да, предизвици проектот, така, да, да. Кичо колку и да е
е нервозен, тој кефо е, знаеш, што го снимивме ова. Многу Ќе сум вака среќен, кука, дека. нема врска. Да, многу Абе, сум среќен. голема дека работа ова е да излезе. се заврши. Многу ми е мило, пак ќе речам, што ја заокружувате ова приказна и што го направивте овој филмо и што колку толку хип-хопот ќе продолжи да живеи во таа форма што Да. беше преку филмот. Барем Сега- преку Сега филмот, се менува точно, формата. точно Мислам смената Се е смена скроз. од неколку години веќе да не Како сега. се сеќате за промената на формата ме интересира? Во кој правец е хип-хопот тргнат? Оти порано беше Хип-хоп и мислам и нема тоа. нема, да. Видиш, Начин на Знаеш како живење, тие бе. песни што биле, што сме ги сакале, уште постојат, не се избришан. Тоа е Значи така. можеш да се вратиш да се ги слушаш пак. Тоа е Не мора факт. пример да го хейташ што новото, што е пример. Не, Тоа е во новото никој за случај, новите нема генерации. врска. Не, лично за Секоја според мене. генерација си има свое, Да. си носи своја приказка. Абе и си има Примери- своју бајни, да. нема збор. Лично за личното наше творештво сакаше да не праша, зашто како го гледаме ние кога ние би го создавале, ако јас така го сваќам, мислам дека тоа најмногу се должи на тоа што најголем дел од групите се препуштија на пасивност во тој период, зашто ние не се гледавме во тој нов начин на звук кој што се создаваше, а некој ако рече дека не му е важна конкуренцијата, лажи. Значи ние да сам да снимаш и никој да не снима, мислам, реално ние постоевме и бевме толку многу продуктивни зашто имаше богата сцена. Ако не, значи има градови кај што има по 2 групи, 3 групи, не сте продуктивни, сами се таму. Битола имаше многу богата сцена и затоа ние сите ние ќе видевме од Freedom Fighter се пример албум и ти сакаш да извадиш ите албум. Поетика вади спот, некој друг сака да извади спот за да значи да Не беше дека си контра, него едноставно Не, те тера поттик. компетитивно. Аме тој ќе- беше ама на позитивен организираш некој некој, начин, не го организиравме журки и фестивали наши. Ќе те покани, сакаш таму да се представиш со твои нови дела, сакаш да те види публиката, сакаш да те видат другите артисти кои што се од друг град дојдени, да се тој репрезентација на својата сцена локална и сепак го презентираш и својата група. Кога почна да оди рапот во некој други води, некој друг звук, некако се препуштавме на некоја пасивност, не се гледавме таму и мислам дека тука некаде тој 16-та, 17-та година беше пресудно кога од тој наш звук веќе имаше останато само Сеќавање. спомени блиски, а сега веќе и малку далечни. Ама се Па мене е се, што премина. Добро, не Да. треба и вечно, ниту Така. треба да траи. Треба Ама да продолжи ние, таму. да си ги Некои имаме нови ние генерации да песните како продолжат, наше да. творештво кои што се уште си живеат, барем кај нас. Ама дека нови песни би се создавале така, можеби па и не треба, како што вика, дека си стојат таму во нашата кутија Барем зачувани. е значајно тоа што има материјал за филм. Има материјал. Што викаш, нема секде материјал за да се снима. Нема, Тоа е нема, така. апсолутно И тоа е- нема, да. И тоа е факт. Да, да. Факт, не, ама неизбежно беше, брат, се менуваат времињата, не го живеат децата животот што го живеевме ние, за да можат да ја осетат приказната како ние што осеќавме. Апсолутно. И затоа е сменат скроз начинот и на живење, и на музицирање и така натаму. Не ни Ма, треба велика. тие. Тоа мислам, е си цела имат поента на филмот, Своја фактички. приказка, ама добро е на пример да се заокружи во филмот ја заокруживме баш за да може точно да знаат оти на пример не ни има можност поинаку да дознат кои беа ликоите, како се движеше цела приказка и ќе видиме со Кичо зборавме исто да ако можеме да собериме цела музика за да ја имат на пример на еден клик да стигнат до неа за да знаат. Мислам дека Интересно успешно ја е доловивме таа некоја компарација од минатото до денес кај што сакаме да упатиме одредена порака до младите, новите, не младите, и ние сме млади, до новите генерации. кој што сака да кој што упатуваме одредена порака дека треба се тие да си најдат свој начин за да се изразат. Тие не мора да не следат нас. Значи тие си имаат свој некој вентил преку кој што ќе можат да ги канализираат своите идеи, не дека тие се безидејни. Туку ние можеби тешко успеваме да стигнеме до нивниот, не знам, креативен пристап, до нивниот творечки стил. Значи ние И малце се гребиме да не дружат, поќе да не се сеќаме постојано. реално да.
Нормално. Не, брат, менати се, како што рековме, времињата се менати. Друго ќе направиш ти песна, што си морал, немало YouTube видео да видиш Каков како YouTube да во снимиш. тоа време, не знаевме сам што е да тоа. проучиш програма, сам све да научиш, да најдиш, да бараш. Друго ќе сними дете што ќе му купат од дома бандл некој за студивце и дома ќе си оврзи на компјутер и одма снимаме песни, правиме све. Баш каде не со AI ќе му речи вака направи ми, тој ќе направи нешто и си снимат. Лабаво, брат. И зато е убаво да остани ова. И јас би сакал, не знам вас како ви е идејата, би сакал да ви го чорисам филмот, не да ви го чорисам, да ви го побарам, за опушти ми на телевизија. Сакаме. Сакате? Сакаме како не ме. така. Биле и благодарни ако има Оти- шанса да се пушти во емисија. Има, Во има. на телевизија така. Уредник сум на забавна програма, Да, ќе го пуштиш. ќе го пуштиме, не е страшно. Ќе даиш сатипл. Има главен уредник до душа, ама ќе го пуштиме, нема гајле. Иако името не личи многу на забавна програма, ама нема ветуваме дека врска. филмот е забавен. Нема врска. Не, знаеш како, ми се бендисва кога е нешто направено за тоа што се творело тука. Особено ми се бендисва што е битолска продукција и што Се е е битолската битолски сцена. Се е Заради тоа што од секогаш кај нас овде, како и да звучи овој муавет, од секогаш Скопското било попромовирано и од телевизии и од се, не дека имаме против ништо, значи супер све, одлични Не, сцени, немаме одлични артисти. против, ама е мала замерка. И јас ја имам, например, Факт кога е, брат. секогаш се прави нешто, Скопје го прави за цела Македонија, обично никогаш не се инволвирани, да речеме, по јужните градови, например, Никогаш. Приле, Битола. Охрид. Како да, никогаш. не знам дали толку не некиот или компетитивно е тоа, толку Пелистер Вардар, не знам, тоа многу Останате од значи. на времето исток Комитич запад човече. Кембари, да, она тоа е многу мора да е контрато. И затоа ние си правиме например Никој не спречува да твориме ние пак само што за да нас. си твориме, Онака да. ти пошто не инволвираат нигде, моравме да си направиме само за Што е нас. уште појако, што вистинска телевизија е локална скопска телевизија и ние ќе му опуштиме на скопјани да го гледат. Се надеваме битолска дека продукција. и во кинотека ќе направиме промоција на филмот. Да, имаме, направиме. мислам треба да ја оствариме некој контакт, да. Ќе најдиме чаре. Убава работа со Декси из Скопје, ако снимавме, ако одевме и во Скопје. И таму има материјал, машала, ама тоа за друг пат. Многу чувајте го. материјал има таа. Си имат тие филм. Има Си тие, имаме. Добре. Ако ги бенди со филмот може да барат Дексо, посебно за сите групи ќе снимаме, нема проблем. Не е Не проблем. знам дали уште еднаш ќе се впуштам. Само во ова. нарачајте пијачка. Не, ова авантура еднаш во Да, животот. да, Не го да. гибајте Дексо сега фамилиарен човек е, Не спан. пресно, не е спан, Ке нема поминем, време. ке пораснат децата, Ке биде. ке треба. Тома збораше Генго за по 70 години. Па И то добро така е. се. Знаеш, Бо. касно ние да умриме млади се. Абе, че... Касно е, да. Шмот му, абе, Ова е то. Така. Еј, многу емисивче си направивме. Прв пат емисија Убаво ми се е, чини бе. дека без свирење Кажи. е ова. Ама ме бендиса, пошто Да. сакам да се филмовете. промовира нашето. Небитно дали е од на времето, дојдеш на дали е филмот? ново. Ќе размислам. Гратис. Замисли. Се ша, гратис има. Карта ти дајме кој те се На исклучат шоден, на камерите. шоден паѓа, вистина. Сабота. Сабота. Сабота, ако Може не и ќе дојдеш. дојдам да ти Абе, кажам како право. може? Дојдеш, брате, да Зависи пиеме малио по со некое. спиењето како е. Се Заедно шал. ќе дојдите. Не, ќе дојдам во Везно. Покани ги брат сите што те гледат. Ми е мерак и ве канам сите што не гледате и тие што не гледате, што ќе слушните, мислам, знаеш како лажни профили што демек не пратам, ама пратам и вас ве каниме. Ве каниме сите да дојдите на 4 април, дека помине април или лилие, неш маскирајте се, отрезнете се и после тоа на филмче. Кај ќе одите на друго место на 4 април реално. Да, Шо во има сабота. друго? Кај Не, ќе има и Ве други. гледаме дека Други нема кај да настани, одите. ама ние мислиме Значи, дека ќе изборот изминира. треба да ви Од биде. културата е дечкото, затоа Центарот знае за дека има култура. други настани. Значи, имаме тука Представник. од културата, кој што тврди дека од сите настани кои што се, да речеме, На на вашата агенда, треба да го искористите најдобро. Треба. Не можете на повеќе места истовремено да одите. Изберете на нас и дојдете Како, право во за да знаете како плачат улиците, бе, Нема луѓе. ремани, Кога сега е ќе пристал кога ќе на да знаете крај. бе друг пат како плачат улиците, бе, ако не сега. Еј, дечки, убава емисија направивте. Фала ти за Богу. поканата, многу Фала ти. што не Убаво викна. вуистера. Фала ти што ни даде можност неколку дена пред филмот да можеме да ги представиме нашите идеи, да ги поканиме
и оние кои биле и кои не биле дел од нашата урбана хип-хоп сцена во нашите најубави златни години во битолскиот, да речеме, хип-хоп. Се заблагодаруваме на оние кои ќе бидат присутни, ќе се видиме таму со нас тројцата, ќе можат да се сретнат со нас. На сите учесници кои прифатија да учествуваат во филмот, исто така им се заблагодаруваме. Без нивното присуство на филмот немаше јас и Дексо што да снимаме, што да монтираме. Значи исто така многу сме благодарни на сите оние кои прифатија да ја споделат својата приказна со нас, а и со тоа да направиме една заедничка приказна од нашата хип-хоп ера која преку филмот уште долго ќе живее и дадовме живот и одиме заедно до бесконечноста. Едно прашање има многу богоречио. Повели. Автограми ќе подпишувате таму? Дексота работа. Може. Шубово кажа. Вие да кажете по некој збор или елоквентни гост? Тоа е тоа. Да. Ќе ќутам јас до крајот. Во екипа, ако не се напиши Кичу, немаше филмот Да го говоривме така, да. Нивото ме, разбираш? Да. Немаше Преако. тоа. Значи значи тоа е тркалата, тоа е воланот, јас сум моторот, значи јас брчам. За да се случи Јас нешто тоа. диференцијално сум Да. Тој мораше да вози, тој мораше да врти. Преако. Да, да. Шубо емисивче. Ајно живели. Ајде. Да сме живи здрави, ајде живо, нека е. Со среќа, нека е Фала ти филмчето. Успеси самоубајни, дај Боже да се гледа долго и да си го гледат сите генерации и да не биде само го кладовме, наш го промовиравме и толку, туку да сакат да го гледат и да успеете да го промовирате и на повисоко ниво. И ако можам негде да поможам, тука Веќе помогна со што да ви речам друго, што ни обезбеди самоубајни. простор тука, да, веќе ова е голема помош, мислам дека ние немаме нешто многу можност некаде да се промовираме вака по преку емисии, подкасти јавно да кажеме. Ти си еден од ретките кои што ни даде можност да можеме да ги да ја представиме нашата идеја веќе и реализација која што имаме. Затоа сме Дај многу Боже. благодарни. Дај Боже, брат, и кога и да има друг пат нешто, Да. ќе си дојде. Знајте сега, кај, мислам, тој знае и од претходно, тука имаме камери, Зато го згреши снимања, патот ни ова, веќе она. сега. Го згреши е? Добро, не е страшно. Одамна ајде. беше време. Одамна Да, е, да. давно е бил. По-често само еднаш имаше дојде. Да. Тоа е. Фала ви што Фала многу. дојдовте. Самоубајни и дечки, фала ви нас што не isтрпивте и вас, уствари, не и нас. Фала ви и нас што не isтрпивте, шубо си го реков. Фала ви што бевте тука, се надевам дека ви беше лабаво и се надевам дека пак ќе ни дојдите, уствари прво да дојдете на филмо на 4 април, па после да дојдете на другото лабаво во недела во 18 часот, со кој ќе биде не знам, Не, ама ќе 20 биде. часот. Оти 20. Па оти 18. Не, за лабавото викам јас. А, смислам за филмот збораш. Нема гај. Извини. Во колку треба да дојдат? Во 20, во 19. Во 19 часо на 4 април во 7 по Витолски елате си во домо, не во домо, Во домо, во во домо домо. на култура. Секој свое да Има пизи, брат. За мерак. Ви битно Ова вие не оди. дете си. Ќе оди цело, ќе Се оди. оди од ова. Вие елате си на 4 и се А гледаме оти таму. 20, а оти 18. Лабаво е, брат. Поздрав, имајте убав вечер. Убава Чао. вечер, поздрав.